Сега одиме на една друга тема поврзана со Националната агенција. Крајно сомнителен е начинот на доделување на грантови во Националната агенција од страна на Лидија Димова. Повеќе од 10 дена бараме објавување од страна на агенцијата на ранг листите на проектите од Еразмус Плюс програмата, но директорката Лидија Димова ги криеше. Денеска можеме да видиме низ медиумите дека еден од проектите доделен на фризерницата West Trade бил доделен на сомнителен начин, не бил во првите 3 рангирани, со што претходните биле одбиени, а проектот на фризерницата подоцна бил прифатен од страна на евалуационата комисија. Што е тука сомнително? Првите 2 рангирани проекти се одбиени, а следен кој бил одобрен е третиот проект на братот на пратеникот од СДСМ, Диме Велковски, проектот познат во јавноста за избери сирење, во вредност од над 125.000 евра, за кој говоревме во нашите пресконференции претходно. Одобрен е и проектот на фризерницата West Trade, на пријателот на Лидија Димова, кои што може да се видат заедно во кафеана на фотографии, кој има можеби најмалку бодови доделени од страна на евалуаторите, но сепак од комисијата бил одобрен, иако според одредени членови во законот пропишани, имало судирни интереси од страна на West Trade со вработена во Националната агенција. Најверојатно ова не го препознале во агенцијата или не сакале да го препознаат. Од друга страна, проект кој има 80 бодови, односно 2 бода повеќе од фризерницата, проектот на фризерницата, не е одобрен и е одбиен под образложение дека има судирни интереси, зашто истата организација тврди дека не е точно и веќе има поднесено правни тужби до Управен суд и правна представка до Брисел. Почитувани, ова беше причината за која јавно баравме да бидат објавени рангирањата на проектите, а Лидија Димова свесно ги криеше бидејќи најверојатно имало сомнителни чекори во доделувањето. Лицемерно е доколку Лидија Димова биде само променета од позицијата, туку треба да биде извршена и истрага и нормално на крај, доколку се утврдат неправилности за кои што веќе се гледа дека постојат, да одговара и кривично. Ова е еден од стотиците скандали и криминални сомнежи во функционирањето на владата на СДСМ, а Вилма Русковски и Љубомир Јоевски сепак спијат и не сакаат да ги видат. Благодарам.